Иако се уште може да се види по некое грло ситен и крупен добиток, во основа сточниот пазар во Облешево полека но сигурно замира. Забраната за промет на прасиња и товеници поради африканската чума кај свињите уште повеќе ја прави сликата поразителна, бидејќи денешниот пазарен ден протече со само неколку телиња јунци и крави, околу кои се вртеа прекупците, и 3 расни овна тешки по над 100 килограми, кои ги продаваше сточарот Трсиновиничко. Нудиме брави, кочови. Може и по чила, може и по онака од око. Кој како му одговара, така може да биде. Нема, оваа година нема ништо. Имаме 250 овци. Тешко оди, ептен тешко оди. Храната скапа? Храната скапа, јагнето ефтино, те го бравите, никој не пита не да купи. 200 беа, 200 минаа, мисла дека 200 минаа, ама тоа беа можеби повеќе шилижиња, не јагниња, шилижиња. Народо ништи постепено, оставил го за чување, ама гледа дека нема математика и го дава. Сточарите се жала дека многу е тешко сточарството, особено во планинските реони, бидејќи пасиштата се сиромашни и ги нема, а храната која мора да се купува од овчеполието е скапа. Државата помага, но далеко од доволно, за квалитетно и профитабилно сточарење. Се е џабе ако откупните цени се ниски. Јагнињата ги откупија по 160 денари за килограм жива мера, а млекото го откупуваат по 40 денари за литар, колку што чини едно шише вода во продавница. Сточарот Ацо од Трсино вели дека направил трошок што ги изнел овните на продажба, ама залудно кога нема кој да ги купи, бидејќи и народот нема пари.